Сте слушнале некој, браќа и сестри, доброволно да оди на смрт? Денес Господ наш Исус Христос ич не мораше да влегува во Ерусалим, ама влегува знаејќи дека ќе биде усмртен и дека ќе доживее смрт. Зошто тоа го прави? Зошто имам потреба? Влегува денес Господ со Мерцедес во Ерусалим. Ми речете како со Мерцедес? Магарето во тоа време било Мерцедес. Немало Мерцедес како кола, туку магарето во тој регион на светата земја, на Ерусалим, било како Мерцедес. И тоа му го подготвиле оние што свечено сакале да го дочекаат во Ерусалим. И го дочекале со палмови гранчиња, било највозвишениот дочек, така царот го дочекувале. Со палмови гранчиња, зато и ние денес осетуваме, немаме палмови гранчиња, тука не растат палми, ама врби. И затоа ги осетуваме врбовите гранчиња и ги делиме, за и ние да го дочекаме Христос. Меѓутоа, енигматично е за секој кој трезвено размислува, како еден човек ќе се одлучи да свесно за тоа дека ќе доживее смрт да влезе во Ерусалим. Велите, не знаеше Господ неколку дена претходно дека ќе биде распнат на Велики петок. Знаеш. Ама да се одлучи да го направи тоа за мене и за тебе и за овај другиот комшијата, тоа е големината Христова. Се сеќавам во 2005 година мене кога ме носеа во затвор, да не речем ме носеот и само отидов, дојде полицаец, началникот на полицијата и ми вели да те однесиме во затвор. Не, викам, сам ќе отидам, зашто има рок во затворот, од тогаш до тогаш можеш да појдиш и кога ти е последен термин. Вика, не, сите ги носиме, ќе те однесиме и тебе. Не, викам, сам ќе појдам. Зошто го велев тоа? Мислите дека јас бев многу храбар тогаш? Туку затоа што бев поучен од овие Христови постапки. Да го даде животот свој за некого кого го љуби. И што се случи? Не може да ме спрешат јас сам да си отидам, зашто до датумот, односно до сатот кога е определено да појде во затвор, не може никој да ти посмета во тоа, па нити полицијата. И јас возев напред, по мене полицијата. Ама некој инат го фаќа човека кој е неоправдан и воопшто не го оправдувам сега дека сакав едноставно побрзо од нив да стигнам. И многу брзо возев. Тие сиротите не можеа да ме стигнат, ама затоа можеа да на други полицајци да им кажат да ме застанат. И на некој место таму ме застана, почекав кога и контрола нека ми правеа и доаѓа тие велеа, бе, што сакаш да не убиеш сите нас? Не, викам, не сакам да го убием, зошто толку брзо водам. Како да е, да не должам многу, сам се пријавив до времето во кое требаше да пријавам во затвор. Ама се во ова го кажувам затоа што е поттикнато до ова дело Господово,
Не затоа што јас многу паметен бе тогаш или многу жртва сакав да направам, ќе одам во затвор, па што ми ја гајли, неизвестно се животот во затвор. Ама заради Христа, не само заради Христа, туку заради Христа кој тоа го направи за мене и за тебе, влезе доброволно да се распне, доброволно смрт да доживее. Заради него го направи тоа. Сега поине очи, со поинакви очи го гледам сето тоа, не би го направил сигурно за полицајците, зашто полицајците се тие кои го држат редот и мирот. Тие по нечија наредба работат. Друго е тоа, судовите гледате како работат. И во последните денови гледаме колку забелешки има, ама бидете сигурни дека тие забелешки за судовите кај нас почнаа токму во 2005 година, кога ние ги прејавувавме на судот во Страсбург неправедните судења кои се вршат. Сега поминаа 20 години од тогаш, ништо не се променило, секако. Не знам дали ќе се промени, немам убедување дека ќе се промени, но тоа е, како да кажам, безсмислата во оваа земја во која живеем, во која заминуваат повеќето млади не заради економската ситуација, туку заради безредието кое се прави со таквите погрешни судски, односно тенденциозни, не погрешни, тенденциозни, наместени судски процеси. И нема повеќе да ве задржувам за тоа, туку ќе се задржам на Христос, влегува во Ерусалим со голема помпа, му фрла цвеќиња на патот кај што доаѓа, затоа и денес празникот цветници го викаме. Со палмови гранчиња го пречекуваат, а тој е свесен дека оди да умре. Тие сметаат дека тој ќе им биде царот, месијата. Во последниве сега денови слушате, евреите уште го чекаат месијата. Само за евреите не е дојден месијата. За нас дојде, тој е месијата, Христос. Дојде пред 2000 години, а тие уште го чекаат. И сега некој вели, сами ќе урнат џамијата Ал-Акса, каде што бил Соломоновиот храм, и ќе речат дека Иран пушти ракета и ја урна џамијата, погрешка или намерно или не знам како, само за да го израгат Соломоновиот храм, зашто таму смета дека треба да им дојде месијата. Ама месијата дојде. Тие самите го пречекаа како цар. Така се пречекуваше цар. Тие мислеа, евреите, зборам, дека ќе ги ослободи Христос од робството кое го имаа во тоа време. И Христос истина ги ослободи, ама на друг начин. Ги ослободи од смртта. Што е поважно? Да ме ослободи некој од временото робство, кое може да трае и 100 години, а да останам во робство духовно безкрајно, или да останам во робство телесно 100 години, а да ме ослободи за секогаш од смртта и да живеам вечно. Ете тоа ни го направи Христос. Не направи да живееме вечно. Ама како? Зошто требаше да страда? Затоа што, како што вели западниот Анселмо Кентербријски, требаше да се задоволи суетата на Бога Отецот. Не, браќе и сестри, не заради тоа умре Христос.
туку умре заради што секој роден мора да умре. Ама да умреш за другиот, за мене, за тебе, за овој што доаѓа во црквата, тоа е големината Христова. Христос за нас умре. Свесно влезе да умре. Колку луѓе умираат во овој свет, ама сакаат ако може 2 минути уште да го продолжат живот. Се бараат донации, не знам што, а уште 2 минути ќе го продолжи живот. А овој Христос сам влезе да биде заробен и одведен на смрт. Тоа можете да го замислите. Зошто? Затоа што со смртта, негова смртта се победи. Нема веќе смрт. Ние друго е што секој ден констатираме дека некој наш ближен умира. Умира, ама само преминува, затоа старите, ако добро се сеќавате, велеа кога ќе умри некој премина. Премина од овој живот во друг живот. Само тоа, премина од ова место во друго место. Ама тој не се исчезна. Денес квантната физика ви го докажува тоа, дека ние сме стари колку што е стар стварањето на светот 14 милиарди години. Зошто? Зошто некоја честица од тогаш влегала во стомакот мој, влегала во вашиот стомак. Ние не сме со сите честици не се стари 14 милиарди години. Ама некои од нив се стари од почетокот. Зошто некои честици настанувале низ времето, а настануваат и сега нови честици. Меѓутоа, некои честици се стари 14 милиарди години. И во нас, многу карикативно зборувам, во стомакот наш има честици од 14 милиарди години. Сето тоа Господ го сублимира, зашто тој го створи. Што се 14 милиарди години за Господа? За нас сега изгледаат многу, зашто не сме навикнале на живот во вечноста. Ама ако навикнеме на живот во вечноста, што се 14 милиарди години? Поминува 100 години како една минута. Ќе поминат и 14 милиарди како една минута. Тоа ви го решава Господ само, не може да го реши друг. Нека го речеме биологијата или не знам правото или некоја друга гранка од општествениот живот, ама никој не може да ви го реши. А жеден е човекот за вечен живот. Затоа му сме благодарни на Господа. Благодарни му сме оти ни го подари вечен живот преку неговата смрт. Тој умре за ние да живееме, ама не умре, Господ не може ни да умре за вечно. Тој секако живе, затоа воскресна. Умре, воскресна и сега е жив меѓу нас, овде во црквата. Сега ќе го јадеме и пиеме телото и крвта него, и уште малку, ќе го осветиме, овој лепи, овој вино ќе биде тело и крв Христа. И тој така ни каже. И така ќе се однесуваме. Зато ги донесуваме лебот и виното во црквата, за да постанат тело и крв Христови. Тоа е длабочината на денешниот празник, браќи и сестри. Затоа е многу важен овој ден. Затоа што е некоја увертира, вовед, во големите настани на распетието Христово, кој е на Велики петок, и неговото воскресение, кој е за недела дена од денес.
денеска после литургијата ќе ја служиме и вечерната на овој ден, зашто вечер обично ја служиме утрената од утрешниот ден, за да се собере црквата, за да учествува во една служба специфична, која се служи само во ова голема недела, која е пред Воскресението, а службата се вика последование жениху. Значи, после стапките на младоженецот, а Христос е младоженецот на црквата. Таја служба ќе служи и вечер, и утре, и задутре. Ако е благовештение, ќе имаме во понеделник последование жениху, ќе имаме благовештение во вторник. Знаете, овај кога ќе се падне во страшната седмица благовештение, не се јаде риба. Ова година, еве, поминавме само на цветници, денес јадеме риба, на благовештение нема риба, затоа што паѓа во страстната седмица. Ако паѓаше до денес благовештение, вчера на Лазарева сабота или некој ден претходно, ќе имаше риба, секако. Затоа што е голем празник, утешение се прави, утеха, со други зборови во тие денови. Ама, ова година паѓа во вторник од големата недела и затоа и немаме разрешување на риба во тој ден. Милоста Божја, браќа и сестри, да биде со сите вас. Таа да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот. А да бидете вие одговорни и доследни на она што се бара од вас. Од вас не се бара многу. Не се бара да умрете како што умре Христос за другиот, туку да научиме да живееме за другиот. Тоа е многу важно. Да живееш за другиот е многу можда поголемо за нас, кои сме смртни битија, отколку да умреме за другиот. Христос умре за сите нас и нека милоста Негова биде со сите вас. Господи, Господо.